Невидена кражба во последните 20 години го потресе Мустафино. Синоќа од земјоделски површини во селото биле украдени системи за наводнување, а случајот е пријавен во полиција. Сите, се вајле, отидовме од земјоделците, сите кои што отидовме да преместуваме, да наводнуваме поново, да линиите да ги преместуваме, кој како отиде на нивата, сите во тие моменти забележувавме дека имаме штети нанесено од кражба од опрема за наводнување кај десетици луѓе, е нанесена огромна штета, бренери, глави за наводнување, вентили за наводнување. Едноставно скинаа ни раците, што се вика, да не можеме да работиме сега. Пријавена во полиција, дојдено е записните земано кај повеќето луѓе. Според првичните проценки, материјалната штета е најмалку 5000 евра. Кај секој колку е мало што е можено да се земе, се е земано, да кажам. Искрено кај мене некои си 15 на бренери за наводнување. У глобала е тоа, меѓутоа кај останати луѓе има многу поголеми штети, како глави за наводнување, хидрантски, вентили за наводнување, капачки за заперење на водата на крај. Топови за наводнување од големите топови кои што коштаат на старо по 500 евра, а на ново се околу 1000 евра. Огромни штети, почнувајќи од Брсоковскиот дел на Мустафино, па натаму нека Ерџелија, како поминале, едноставно се е однесено. Секоја линија што се е наводнувала е буквално само откопчана цевката, не е суперано на вентилите, откопчана цевката под притисок и извадена целата опрема на линиите што била. За земјоделците загубата не е само во опремата. Украденото може сериозно да го оттежне производството и да ја загрози екзистенцијата на семејствата кои живеат од земјоделство. Најмногу е луцрка, најмногу се штетите нанесени на површини кај што се наводнува луцрка, меѓутоа има штети однесено топ за наводнување во една пченка. Во глобала, штетите се нанесени на нивите кај што се наводнува луцрка. Кражбата се случува во период на високи температури кога наводнувањето е особено важно за земјоделските насади. Полицијата работи на расчистување на случајот и откривање на сторителите.